Не престанува механизацијата да работи, граничалниче сега сме во Ваташа во еден помалку посетен дел од Кавадарчани. Каде се наоѓаме? Така, ова е крак на Илчо Димов и самиот почеток на улица 105 мини хидроцентрала на Хидробошева. Така да ова беше непробиен дел, го пробивме како улица, тампонира и комплетно асфалтира. Сега Ваташа, односно овој дел од Ваташа добива уште една алтернатива с поврзување со регионалниот пат на Кајвитачево Р108 со самиот влез пред мостот на Ваташа. Така да ова алтернатива е добра да имаме, а има и населени луѓе и места тука кои што дотираат и живеат. Долго време ја бара, 260 метра улица, негде околу 1100 метри квадратни асфалтирано, така да ова е само еден дел од она 2020 комунална изградба. Продолжуваме понатаки, наредната недела ќе се асфалтира Димче Мирчев. Постои има асфалтирање на Стив Наумов, од локалните патишта што ги имаме тука. И имаме уште неколку улици кои што треба да ги довршиме до крајот на годината и за наредната година отпуштуваме со градските улици што остана од претходната година. Тоа улица Еленденска комплетно од кружниот тек до самиот центар, комплетно рехабилитирање после 40 години на асфалтната маса и доправување на пешачката зона од лева и десна страна. Тоа значи од стара автобуска па негде до Кафе Рома ќе се добие продолжување на бит зоната која што имаме сега до стара автобуска, ќе се извадат плочките кои што ги имаме како елементи, ќе се стават граници продолжување на самата бит зона. Исто така улица Пионерска, која што добија атмосферска канализација и водоводна. Сега е во една по-лоша состојба, меѓутоа во овој проект е ставена исто така да се рехабилитира комплетно улица Пионерска. Западен булевар од кружен тек Тиквеш до кружен тек Кајдзено, комплетно од двете страни ќе бидат рехабилитирани со нов асфалт. Улица Дисанска од самиот окружен тек кај Партизан до градскиот стадион горе ќе добие проширување со уште една лента и рехабилитирање на постоечките две ленти. Тука ни спаѓа улицата Браќа Јадосеви, односно Браќа Џунови мислам дека да. Така една поголема улица од Слога мостот па се до централната градска градинка, комплетна рехабилитација. Ова улица е постара од 50 години со самото асфалтирање. Тука во овој проект спаѓа една поголема улица, односно нема да биде улица, него ќе биде сообраќајница, поврзување на местноста Хец-Тиквеш Возарци со Ресавскиот пат. Така да овој дел од населбата Брушани и селото Возарци со патот за Ресава и сета туристичка населба, викенд населба која што имаме Тикешто езеро, ќе добие солиден пат од 4,5 метри, комплетно по сите прописи тампониран со одводни води и комплетно асфалтиран. Така да таа алтернатива е долго време барана и со тоа мислам дека тука движењето на самите луѓе во таа зона ќе биде многу по-олеснато и ќе привлечеме и повеќе туристи и повеќе жители кои што таму гравитираат. Ова, според ова сметање што ја го правам во главата е над €1.000.000 отприлика. Некаде нашиот грант кој што го имаме добиено како грант со подзаем на Министерството за финансии преку Светска банка е €1.150.000. Да, вкупна инвестиција за оние главни сообраќајници кои што ги спомнавме сега, така да е една прилично голема сума за правење на локални патишта и улици. Тендерот е завршен за првиот фал, на 3 дела се поделени. Првиот дел спаѓаше улица Пионерска, Браќа Џуневи и ми се чини дека Илинденска. Тоа е веќе тендериран, отворен тендер. Ако временските услови дозволат во ноември, мислам дека во ноември тие прв дел ќе биде завршен. После тоа со оглед на временските услови тендерирање на вториот дел и третиот дел останува само Хец-Тиквеш Брушани да се заврши. Нема да ве задржи уште долго, се тече другите планирани активности за крајот на оваа година? Апсолутно во најдобар можен ред си течат сите активности. Велосипедската патека и пешачките која што до Моклиште во завршна фаза, до крај на ноември ќе ја завршиме. Тоа ќе биде еден голем благодет за сите жители на општина Кавадац, и за луѓе кои ќе посетат општината, комплетно во функција 24 часа, осветлено со интернет, со зони, безбедно за сите пешаци и луѓе кои сакаат да спортуваат. Тука би спомнал, би кажувал дека денеска ја почнуваме со асфалтирање на горна и долна Бошева преку ЈПДП и преку Македонија пат. Тоа ќе биде завршено наредната недела до среда. Исто така е регионален пат кој ќе одолжи на 800 метри, беше долго време така оставен, немаше таму некои инвестиции, да, сега ќе се заврши до среда. Би спомнал градскиот парк кој што до крај на ноември веќе ќе заличи во целост на она што го имаме за рехабилитација со садење на нови 1200 дрвца, гранушки, патеки и осветлување. Ќе добиеме еден градски парк како што било некогаш и уште подобар и ќе го одржуваме во понатамошни цели.
Уличното осветлување во комплетно е завршено, кавалот виќе блесна на некој начин, има осветлување, не е така мрачно и темно, се гледа подалеку. Би спомнал, би кажувал дека за наредната година имаме предвидено изградба на нов парк. Новиот парк ќе биде една сериозна инвестиција. Локација е Киро Крстев споменикот. Од Киро Крстев споменикот парцелата позади, Запуштено подрачје. напуштено подрачје, на така депонија да не речем, 25.000 метри квадратни или 2,5 хектари, и можем вака слободно да кажеме на собствено тоа дека ќе биде инвестиција од приватни цели. Инвестиција од приватни цели. Значи, малте не постојниот парк ќе се прошири со уште 50%. Во овој парк се замислени да има повеќе зелена површина, да има каскадно направени фонтани, како водопади кои ќе бидат така атракција, да има доста дрвја, клупи, читалиште и така да се заврши во целост. Завршуваме со ова последното фонтани, рековте, на влезот на Кавадарци, сега доаѓа во другата страна, се мести денеска една нова, невообичајно атрактивна фонтана. Не сум ја видел, се уште знам дека денеска треба да ја местат и треба за 2 недели да ја пуштат во употреба. Значи, еве, тоа не го промовиравме многу, сакаме да биде како изненадување за кавадарчани и за сите кои ќе го посетат во Кавадарци, на булеварот Минчев, на самиот кружен тек кој што го направивме лани. Местиме нова фонтана со висина околу 8 до 9 метри во вид на чаша. Тоа ќе биде чашата на виното, каде што одоле буквално водата ќе се исцрпува нагоре и во вид на чадорна чаша ќе потекува на кај самото дно, и таа ќе биде крстена фонтана на виното, така да со оглед на моментот и манифестациите кои ќе ги имаме као Тиквешки градобер, винарски град, заслужува Кавадарци на такава фонтана, и во вечерните часови ќе има комплетно лед осветлување, така да можеме некогаш да се дозволиме да тече црвено вино, некогаш розе, некогаш бело вино, така да ќе имаме моменти на една убавина. Благодарам се на Иво. Благодарам. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел. Интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.